Петар Ангелевски открива дека хармониката која што ја купил неговиот татко ја продал и купил гајда. Преголемата љубов кон гајдата била неизмерна и покрај тежината која што ја има за да се изучи овој инструмент. Младиот Петар Ангелевски можеби со право во моментов го има епитетот за најмлад гајдаџија со оглед на фактот што се поретко младите музичари се определуваат за свирење на еден ваков специфичен и стар македонски инструмент. Петар своите најрани години ги бележи токму со сличен инструмент на гајдата, односно гајдарката. Па кога почнав прво, кога ми се јави желбата за да свирам гајда, јас сам си купив, што ги викат тие гајдарка малите, што се свири на уста прво, значи неја имав цела гајда. Потоа татко ми даде хармоника и ми рече свири хармоника, да не земиш гајда. Како Зошто? Како страм било, демек младо дете, сега ти гајда да земиш да свириш. Јас зедов и продавав гајдата, хармониката и си купив гајда целост. И покрај тежината при учењето да се свири нов инструмент, сепак желбата и љубовта на Петар кон гајдата преовладувала, се до тој момент кога тој научил да свири на неа. Нема ништо лесно, особено кога се работи за инструмент, но јас сакав да свирам на гајда, вели Петар. Па нема нешто што е лесно, јас барем така мислам. Општо за сите работи. Што се однесува, нали треба најпрво вежбање и цврст карактер да имаш, да не се откажуваш воопшто од ништо во животот, ако сакаш да успееш во нешто. Петар, како што најави, во подготовки е на нов материјал кој ќе биде нова инструменталка на гајда после летниот период, бидејќи како што сам кажа, сега е преокупиран со свадбените веселби каде посебно доаѓа до израз со гајдата.